Слаб интерес за вакцинација против ковид на повозрасните граѓани во Гостиварскиот регион. Од вкупно 6000 граѓани со над 70 години, евидентирани во системот Мој термин, само 1500 се пријавени за вакцина. При денешната посета на Гостивар, министерот за здравство Венко Филипче апелираше матичните лекари да ја пријавуваат за имунизација оваа категорија пациенти. Регионот у Гостивар преку сајтот и преку матичните лекари се пријавени навистина малку граѓани во она прва категорија над 70 години, околу 1500 од близу 6000 граѓани. Прво апелирам матичните лекари од Гостивар и од регионот да ги пријавуваат граѓаните своите прикрепени граѓани како матични лекари над 70 години со хронични болести како првата следна приоритетна група да се пријавуваат и да ги внесуваат податоците во системот Мој термин, заради тоа што тие ќе бидат првите веднаш после на лекарите и медицинските сестри од Гостивар. Првата група од 40 здравствени работници од Гостивар примија вакцина против ковид во четвртокот. Беше дадено приоритет на здравствени работници кои директно се тангираат со заболените од COVID-19, тоест докторите и персоналот од инфективното одделение, лаборантите и технолозите, рентген технолозите кои имаат директен контакт со пациентите. Министерството за здравство ќе прави кампања со која цели да го зголеми интересот за антикорона вакцинација. Филипче на гостиварци им порача да не се опуштаат во делот на мерките, иако моменталната состојба е стабилна. Мислам дека со интензивна комуникација, посебно преку матичните лекари, преку кампањата која што следи, треба да се подигне свеста. Тоа е единствениот начин со кој што ние ќе смениме сликата за пандемијата. Во овој момент ситуацијата во Гостивар е навистина стабилна. Под 10 хоспитализирани пациенти. Меѓутоа, тоа не е знак дека граѓаните сега треба да се опуштат и да не се носат маските и да не се држи дистанца, заради тоа што гледаме какви зголемување на бројките имаме во некои други градови. На прашањето кога ќе пристигнат кинеските и руските вакцини во земјава, министерот рече дека до овој момент не е прецизирано, а детални информации ќе се знаат деновиве.